што најавивме, книгата Сага за македонските воени пилоти е денешен повод на нашата убава средба. Во оваа книга авторите Ставле Джиков и Киро Кипровски ни обелоденија интересни личности и факти во врска со нашето воено воздухопловство и противвоздушната одбрана. Опишано е близко минат, историја, која што со сигурност можеме да потврдиме дека е вистината, бидејќи сме современици на овие настани. Најчесто велат историјата ја пишува актуелната власт по своја мерка, но овој пат сигурни сме дека тоа не е така, бидејќи самите сме светоци на ова. Во ова дело ќе сретнеме храбри, решителни и способни воени пилоти, а освен нив и цивилни пилоти, членови на нашите аероклубови, припадници на Министерството за внатрешни работи и други личности, кои што даваат голем придонес во создавањето на македонската авијација како составен дел на армијата на Република Македонија. Досетливи, секогаш подготвени за многу повеќе од секојдневното извршување на задачите, го ризикуваат животот, но при тоа уживаат во своите подвиси. Тоа се актерите на овие избитнувања. Инаку, само да напоменам дека повод за објавување на оваа книга е неверојатната сторија на пилотот Никола Петковски. Сега го поканувам промоторот доктор Маријан Ивановски од Институтот за национална историја на Република Македонија да земе збор. Повелете. Благодарам. Почитувани, денес ми е чест што сум еден од промоторите на монографијата под наслов Сага за македонските воени пилоти, посебно затоа што денес се одржува на денот на победата над фашизмот. Трудот е дело на Ставле Джиков и Киро Кипровски. Двајца мощни плодотворни автори кои што и се добро познати на широката јавност. Ставле Джиков, адвокат, поранешен судија и јавен обвинител во јавноста, е познати како хроничар и неуморен публицист, автор на повеќе трудови. Додека Киро Кипровски, новинар и публицист, профилиран во стручната и по широката јавност по активното новинарско работење, но и по објавувањето на повеќе книги. Обработена е на мощна и комплексна тема од воената историја на Македонија. За прв пат македонскиот читател, влюбен во македонската историја, може да прочита и да се запознае со овој релативно понов дел од македонската предсвоена историја. Слободно може да се каже дека оваа монографија представува вистинско читиво за историјата на македонското воено воздухопловство. Хронолошки се извлечени сите поважни настани од создавањето и развојот на военото воздухопловство. Во трудот искористена е уникатна методологија на презентирани биографии на клучните личности од военото воздухопловство, односно македонската одбрана и видните сеќавања и новинарски статии преку кои авторите не водат низ процесот на раѓањето, растежот и развојот, како и турбулентниот период на чуварите на македонското небо. Во воведот, покрај тоа што се запознаваме со идејата за пишувањето на овој труд, за еден од авторите Ставле Джиков дознаваме многу познати биографски моменти, како што е завршената пешариска школа за резервни офицери во 79 година, а потоа презентирани се сите напредувања до чин мајор со кој се стекнал во 2002 година. Во следниот наслов, генералот професор доктор Исто Дамјановски говори за заедничкиот војнички живот во пешадиската школа во Битола. Па како човек од армијата, авторот Ставле Джиков е соодветна личност за темелна обработка на оваа комплексна воена тематика. Понатака во трудот следат искажувања на генералите Методија Величковски, Горан Чукотевски и Мирослав Стојановски за македонската авијација и нејзината иднина. По овие три условно кажано воведни наслови следи главниот дел од монографијата каде представени се биографиите на пилотите и тоа бригадните генерали Миле Манолев, Стојановски Звонко, генерал Ангел Ончевски, полковниците Владимир Стојановски, Кире Колевски, Горан Здравковски, Драган Арбутовски, Роберт Малезански, подполковниците Владимир Лазаров, Дани Илиевски, Александар Манев, Драган Павловски, мајор Ѓорги Чешкиров и капитаните Никола Петковски и Часлав Спасовски. Авторите ни пренесуваат најинтересни моменти од искуството на овие пилоти,
кои воедно ќе го носат и главниот товар за формирањето и развојот на македонската воена авиација. По прогласувањето на независноста во 1991 година, Македонија беше исправена пред најголемиот предизвик да се формира собствена војска која ќе ги гарантира безбедноста и мирот. За да се реализира тоа беше повеќе од јасно дека JNA мора да напушти Македонија, но како? Искуството од Словенија и Хрватска говорат дека тоа ќе се случи по крвав пат, но сепак македонското политичко и воено раководство одлучи и вложи максимални напори во улекувањето на JNA да биде мирно и без инциденти. Одземањето на речиси сета опрема беше цената за тоа. Македонската армија ќе треба да се создава одново. Затоа беа свесни и македонските пилоти кои знаеа дека авиацијата е мощен скап дел од вооружувањето на секоја армија. Со цел армијата да не остане без воздухоплови, пилотите организираа акции за спасување на авиони кои барем ги користеле за обука. Прва таква акција организирале пилотите Никола Петковски и Часлав Спасовски, кои од аеродромот Петровец успеале да ограднат авионот УТВА-66 на тогашниот командант полковник на 98-та авиацијска бригада. Заради тој патриотски подвиг, пилотот Никола Петковски морал да се крие со месеци од војната полиција, а граднатиот авион подоцна станал првиот авион УТВА-66 во собственост на македонската авиација. Речиси во исто време пилотот Ѓорги Чешкиров со други пилоти и технички персонал организирале криење на другите авиони УТВА, едрилици и опрема во собственост на Воздухопловниот сојуз на Македонија, а кои по наредба на JNA требале да бидат пренесени на север. Акциите се детално опишани во монографијата, која потоа зборува за сите значајни настани поврзани со системот за одбрана и формирањето на војното воздухопловство на АРМ и развојните фази. Посебно место во книгата е издвоено за, како што велат авторите, првото борбено кршевање на војното воздухопловство по самостојувањето на Република Македонија. Хронолошки се опишани акциите на борбените воздухоплови во разбивањето на терористичко-криминалните структури кои во 2001 година од Косово упаѓа на македонска територија. По безбедносната стабилизација следи нова развојна етапа на војното воздухопловство и нејзиното учество во меѓународни мисии на мирот. Книгата е збогатена со многу фотографии, кои до сега не било објавени и македонската јавност за прв пат има можност да ги види. Би завршил со моја толкова препорака да сите влюбеници во македонската историја, во војната историја и да убавят личен збор, да поминат квалитетно време со сагата за македонските војни пилоти. Благодарам.